Ученици позитивни на COVID-19 има во основното и средното образование во Струмичко. Епидемиолозите велат дека од почетокот на учебната година се регистрирани 2 кластера, по еден клас во основно и средно училиште. Позитивни случаи има и меѓу просветниот кадар. Се превземени сите неопходни мерки и се надевам дека во иднина нема да се појавуваат други ученици, меѓутоа ако постои ние по епидемиолошка индикација секако ќе тестираме. Затоа ќе упатаме овде и еден апел до родителите да обрнуваат повеќе внимание на своите деца, доколку некое дете се осети недобро, па макар и мала промена осети родителот, нека благовремено се јават кај матичните лекари доколку има потреба да се направи молекуларна диагностика или брз антигенски тест за да се спречи всушност ширењето на вирусот во училиштата. Инаку Струмица и регионот не се во добра епидемиолошка состојба, велат податоците на Центарот за јавно здравје. Во моментов има околу 580 активни случаи на COVID-19, а бројките постојано растат. Меѓутоа бројката е релативна, таа секојдневно се менува, бидејќи има нови позитивни, меѓутоа имаме и пациенти кои што ги ослободуваме, односно веќе се сметат како оздравени лица. Со обзир на тоа што е пандемија, можам да кажам дека Македонија, па и ние како регион Струмица, се уште се наоѓаме во фаза на широка трансмисија, што значи дека граѓаните ќе мораме да се потрудиме малку повеќе да внимаваме и да ги почитуваме мерките и препораките кои што се од Комисијата за заразни болести. Од почетокот на пандемијата до сега во Струмичко имало околу 5000 активни случаи на COVID.